Научниците идентификуваат 13 лекови и додатоци во исхраната што можат да го забават старењето на мозокот и да го подобрат когнитивното здравје. Ова откритие отвора нови можности за превенција од невродегенеративни заболувања како Алцхајмерова болест. Меѓу најзначајните супстанции се метформин, рапамицин, никотинамид рибозид, кверцетин, ресвератрол, омега-3 масни киселини, витамини B6, B12 и D, куркумин, коензим, магнезиум и ацетилелкарнитин. Истражувањата покажале дека тие можат да ја подобрат меморијата, концентрацијата и да го намалат ризикот од когнитивен пад. Научниците истакнуваат дека редовната употреба на овие соединенија во комбинација со здрава исхрана и физичка активност може значително да придонесе за одржување на мозочната функција. Сепак, препорачуваат предпазливост при нивната употреба без консултација со лекар. Ова откритие е значајно во борбата против старењето, но потребни се дополнителни истражувања за да се потврдат долгорочните ефекти. Научниците се надеваат дека во иднина овие супстанции ќе станат дел од стандардните третмани за зачувување на когнитивното здравје. Овој кремаст посен сутлијаш е идеален десерт за оние што постат или имаат нетолеранција на лактоза. Подготвен е без млеко, но сепак задржува богат вкус и нежна текстура. За подготовка се користат ориз, вода, кокосово или бадемово млеко, шеќер и ароми како ванила или цимет. Сварениот ориз станува мек и впива дел од течноста, што му дава кремаста структура без потреба од млечни производи. Овој сутлијаш може да се сервира топол или ладен, а по желба може да се збогати со сушено овошје, јатки или малку какаово прав. Важно е да се меша постојано за да се избегне загорување и да се постигне совршена густина. Рецептот е едноставен, а вкусот е одличен за љубителите на традиционалните десерти во постна варијанта. Може да биде идеален завршеток на оброкот или брз засладок во секој дел од денот.